Општините го стегаат обрачот за даночните неплаќачи. Пред истекот на годинава математиката покажала дека наплатата на данокот на имотот физички и правни лица се движи околу 78% во Делчево и 74% во Берово. Од планираните 5.700.000 денари данок на имот за физички лица, досега се наплатени околу 4.500.000 денари или 79%. Додека пак од планираните 3,5 милиони денари данок на имот за правни и физички лица, досега се наплатени 2.700.000 денари или 77%, и овие бројки укажуваат на намалена наплата на данокот на имот за овој период од годината. Кој за 2017 година изнесува за данок на имот од физички лица 2.895.000 денари, односно за правни лица 729.000 денари. Вкупниот прибран приход по основ на даноци на имот изнесува 74,8% од предвидените средства. За должниците се подготвуваат и опомени, но и решенија за присилна наплата. Би било пожелно да дојдат, односно доколку немаат добиено решение, да дојдат во општината, ќе им се направи налог или пак самите да идат до банките и да ги уплатат своите средства за данок на имот. Би рекла дека последниот чекор е непопуларна мерка, затоа што тие дополнително сепак со самата блокада ќе бидат оптеретени со дополнителни трошоци. Општина Берово во 2017 година издаде вкупно 4369 решенија за данок на имот. Исто така издаде 2110 опомени за неплатен данок на имот за даночните обвртници кои не го измирија својот даночен долг до 31.12.2016 година и секако се доставени 137 решенија за присилна наплата. Граѓаните во соседна Македонска Каменица се најдисциплинирани во плаќањето на даноците. Приходите од данок на имот за правни и физички лица за тековната година изнесува 99% или од планираните 1.257.000 денари наплатени се 1.247.000, но приходите за комунални такси за фирмарина се со реализација од 49%.